Почитувани добар ден од медија центарот на владата на Република Северна Македонија. Што току заврши билатералната средба меѓу заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Никола Димитров и алтернативниот министер за надворешни работи, исто така задолжен за европски прашања на Грција, Милтиадис Варвициотис. Пошто следуваат, како што најавивме, изјавите на самиот почеток, ќе ви се обрати гостинот. Повелете. Ευχαριστώ πολύ. Ви благодарам многу. Големо задоволство ми е што денеска се наоѓам во Скопје и да се сретнам со заменик премиерот задолжен за европски прашања во Република Северна Македонија. Можам да кажам мој пријател господинот Никола Димитров. За нас европската перспектива на Западниот Балкан е национална политика која ја спроведуваме скоро 2 децении. Сметаме дека чекорите за оваа насока од страна на Европа треба да бидат брзи и одлучни. Затоа ги поздравуваме и затоплувањата на проширувањето од објавени во самитот Бордо во Словенија. И за тоа се насочуваме. Сметаме дека треба веднаш да се свика меѓувладината седница за двете земји Албанија и Северна Македонија, така што да се расчистат позициите за следните чекори во преговорите со евентуалните забразувања на проширувањето како за Србија, така и за Црна Гора. Но вниманието во регионот не треба да се намали во никој случај. Независно од тоа, од прашањето за меѓувладината седница, како што кажав, Грција го поддржува веднаш и брзо да биде свикана. Европското внимание во ова соседство треба да се зголемува. Веќе се обврзале, веќе се насочени повеќе од 30 милиони евра за да се финансираат активности и реформи во периодот во регионот за економски напредок. И во таа насока, во дискусијата што имавме претходно, разгледавме начини како Грција ќе даде техничко знаење за процесот на интеграција на Република Северна Македонија во рамки на Европската Унија. Подготвени сме да учествуваме во сите аспекти на европската политика, но подготвени сме и да ги поддржиме нашите економски соработки во духот на пријателството и меѓусебното разбирање и добрососедските односи. Добрососедските односи сигурно се подпираат на довербата и правилното спроведување на договорот од Преспа. Нешто за што разговаравме со мојот колега. Со овие мисли сакам да кажам и со средбите сакам да кажам дека Грција е една сила стабилна во Западен Балкан и во рамки на европската соработка мислам дека пренесува и во Брисел за какво мачење, агонија тежне е овој регион. Европа е нашиот дом и ние сакаме тој дом да се прошири, да ги прифати сите земји на европскиот континент и на тој начин да се воспостави и едно географско заокружување со тој земјите од Западен Балкан да се приклучат кон заедницата. Благодарам. Драг пријателе Милтиадис, почитуван министре за европски прашања, господине Варвициотис, срдечно добре дојде во Северна Македонија. Се обидевме да организираме и посончево време за вас, за жал не успеваме во сите напори. Ваша прва посета и иако ние веќе многу добро се познаваме и апсолутно и јас вас ве сметам за близок пријател. Имавме отворена, срдечна, пријателска средба, како што и доликува на новото поглавје на односите меѓу
Грција и Северна Македонија по Преспанскиот договор. Разговаравме пред се за европската иднина на Балканот. Оваа посета, меѓу другото, за мене е сигнал на грчката поддршка. Таа ја гледаме и во Брисел, таа ја видовме и на самитот во Брдо, таа ја гледаме и во јавни изјави на премиерот Мицотакис, вашите изјави. Разговаравме и врз основа на меморандумот за разбирање што веќе го имаме со Грција за забрзување на евроинтегративните процеси за Република Северна Македонија, за тоа како да имаме поголема соработка меѓу нашите институции и вашите институции во оваа смисла. И мислам дека имавме еден плоден разговор, што по неколку други средби што ќе ги има нашиот важен гостин денес, ќе продолжиме да ги разговараме во вечерните часови. Благодарам. Благодарам. Со оглед на краткото време кое што на располагање во рамките на работната ги завршуваме изјавите, ве благодарам и вам и за вашето присуство. Пријатно.